Здраво живо почитувани гледачи, добар ден и добродојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Како што приметувате, денеска отидовме малку подалеку, малку настрана од градот, дојдовме во едно прекрасно место кое сепак е приградска населба, се вика Ѓорче Петров број 2, а денеска одиме во една специјална и луда мисија. Нашата мисија денеска е да ви покажеме нешто фантастично, нешто што претпоставувам многумина од вас досега немале можност да го видат. Почитувани дами и господа, малички принцови и принцези, денеска одиме да посетиме еден прекрасен конјички клуб, станува збор за клубот 3 Стар, каде што денеска јас ќе бидам специјален гостин. По мене да видите за што станува збор. Здраво, добар ден. Здраво за Деспина, почитувани гледачи. Ева прекрасната Деспина, која што ме пречека уште на самиот влез, а сега одиме малку подоле да видиме која е оваа убавица овдека. Здраво. Станува збор за прекрасната Саричка. Со вас ќе се дружиме малку подоцна, а сега, почитувани гледачи, дојде моментот да го представам нашиот денешен домаќин. Станува збор за една прекрасна инструкторка по јавање и човекот кој што има специјална улога и задача да работи со дечињата со специјални потреби. Дами и господа, да ја запознаеме Наташа. Нате, здраво живо и добре дојде во Супер Звезда. Како си? Добре најдов, супер сум. Посебно ми е драго што имам шанса денеска да бидам овдека. Се чувствувам прекрасно, бидејќи самиот амбиент го прави тоа. Да кажеме за сите оние кои што не знаат, ова е клубот кој што се вика 300. Значи ли нешто името 300? Точно, значи 3 звезди. Така газдата си го крстил според него. Според името и како што гледаме овдека има многу повеќе од 3 звезди, многу звезди има на сите страни. Колку е стар вашиот клуб? Па нашиот клуб постои негде од 97-96 година, а регистриран е како клуб веќе 10 години. Веќе 10 години. Ајде полека да навлеземе во тајните на клубот 3 Стар заедно со вас, Наташа. Ние ќе направиме пред се една кратка мала пауза, се гледаме со вас, почитувани гледачи, веднаш по рекламата. Пауза. Почитувани гледачи, како што приметивте, јас се наоѓам во едно прекрасно друштво. Сакам да ги поздравам моите денешни гости. Еве Ена, здраво, како си златити? Ти си добра? Да, уживаш денеска во оваа емисија што снимаме заедно. Прати бакнежи, мафним на сите што не гледаат, ајде да им мафнеме брзо. А тука и Енес, како си ти, дали си добар? Супер, добар. Ќе направиме опасна емисија? Да. Многу ми е драго, јас слушнам дека ти си еден од оние кои што јаваат конј, така? И Ена, и ти јаваш конј, нели? Денеска си облечени во посебна џокејска униформа, така? Се имаме само чизмите на тебе, треба да ги облечеме и одиме после да јаваме, договорено? Браво. А тука и Самир, здраво, како си, дали си добар? Ти си веќе подготвен со се, стапчете. Тука конјот чека, тука е Марија, здраво Марија, дали си добар? Супер. Ајде, почитувани гледачи, да ви мафнеме сите, да ви пратиме многу бакнежи од конјичкиот клуб 3 Стар, убаво ли да кажав. И нате, ајде сега да кажеме, значи, што правите ви овде? Па ние овде имаме рекреативно јавање, имаме јавање во спортскиот дел кој што децата се такмичат и освојуваат многу награди. Значи моментално сме шампиони на Македонија. Значи во најдобриот клуб сум Морам и дојде. да го кажам точно.
Така, значи работиме со деца со посебни потреби и имаме индивидуални часови, тие луѓе што сакаат да си јаваат, да научат како се јава и да се запознаат со коњите. Јас кажав дека сте инструктор, еве да објасниме за дечињата и за нивните родители, што поточно е вашата работа тука? Мојата е работа да работам со индивидуалните часови и да работам со децата со посебни потреби. Дали мислите дека е подобро да се работи на шалтер во банка или овдека како вас инструктор во еден конјички клуб? Според мене, пошто јас ја сакам мојата работа, за мене е ова најубавата работа. Дали ви овдека го живеете вашиот сон, Наташа? Да живеам. Јас веднаш штом дојдов овде, видов насмејаме и потоа препознав дека едноставно со многу љубов ја работите вашата работа. Бидејќи јас го правам истото, лесно ги препознавам тие луѓе. Од колку години вие сте во овој спорт? Па, 13 и пол, 14 години, значи 6-7 години ми почнав така. Која беше вашата прва средба, како дојде идејата вие да посетите некој клуб? Идејата беше со моите родители отидовме за 1 мај на излет во хиподром и случајно имаше таму турнир и јас од тогаш посакав да јавам коњ. Тоа беше излетот кој го промени вашиот живот. Така, на позитивно. Еден се благодариме на вашите родители и понатаму вие својата професија си ја најдовте, си ја одбравте согласно вашите желби и денес го живеете и го работите она што го сакате. Да. Посебно ми е драго. Кажете ми колку коњи има во вашиот коњички клуб? Моментално има 20 коњи. Има сребиња, малечки. Значи има коњи што се во спортскиот дел, рекреативен дел, кобила што работам со децата со посебни потреби. Јас не знам ништо за коњите. Има ли вака нешто од старцот треба да дознам? Питам ми се, не се, може да ги допираме, не може, касаат, не касаат? Секако дека може да ги допираат, па тие се, мислам, нон-стоп со луѓе, имаат комуникација убава со луѓето, кај нас клубот е и отворен тип, значи не се затворени шталите, нон-стоп гледаат све, многу се љубопитни, тоа морам да кажам, и обожаваат деца. Кога ќе кажат љубопитен како коњ, се мисли на вашите коњи овдека. Само што нашите коњи се од расен тип. Се од расен тип. За тоа сакам да прашам, за какви коњи станува збор? Мислите раси? Да, за какви раси? Па има тракенери, има хановеранци, има холштајнери, има арабер имаме, што е доста стар и многу е убав. Тоа е на газдата омилениот коњ. Имаме пони кобилка, таа се вика флекица. Нашите гледачи се настрпливи да ги видат и да ги запознаат коњите. Ќе може ли да направиме една мала прошетка па да ги видиме кој е, што е, од која раса е, колку е голем, како прави, што прави, може ли да покажеме? Може, како. Јас ви благодарам, почитувани гледачи, правиме кратка пауза, потоа се враќаме овдека со еден специјален и многу интересен дел во кој што одиме да ги посетиме коњите на тркачкиот клуб 3 Стар. По мене. Една специјална женска, почитувани гледачи, сега дојде тука до мене, се вика Кристин. Кристин, колку години имаш ти? 6 годинки. И ти јаваш на коњ, исто така, нели како и другите дечи? Да. Прекрасно, сакам да прашам, Ната, од која возраст може да се започне да се бави човек со коњичкиот спорт? Најубаво е од 8,5-9 годинки. Више кога децата почнуваат да се оформуваат и да можат нели да стигнат коњот испод седлото. Една вашата ќеркичка има 4, колку пати до сега веќе јавала? Еничка често јава затоа што стално со мама си доаѓа на работа и не ја шетаме повеќе ход. Инаку Кристинче е прекрасна, морам да кажам дека е облечена соодветно. Веќе, она уште од малечка, значи, по стапките на тато си оди. Иде на тато, кој е голем љубител, кој е многу искусен во овој спорт и кој е воедно и собственик. Стапка. Так. А сега, почитувани гледачи, ќе продолжиме со она што пред малку го најавив, ќе ги представиме коњите еден по еден да видиме, се наоѓаме значи во боксот број 1, боксови ли се викаат овие? Боксот број 1, кој не чека тука? Тука не чека Апелина. Апелина, еве да видиме прекрасната Апелина. Апелина е една срамежлива девојка која во моментот застана таму во ќошот, секогаш ли е вака срамежлива? Па претежно. Претежно, да, супер е, па тоа е сега што да правиме. Некако ќе се трудиме да го победиме срамот, инаку колку години има Апелина? Апелина има 12 години.
20 години, да, супер. Од расата хановеранец. Хановеранец, супер. Кој се труди да е таа вака чиста и чешлана дотерана среда? Марија и Бесар. Значи, Марија и Бесар, тие се џокеите кои што се задолжени за неа Да, и ја држат во безпрекорна состојба. така. Ајде се селиме во следниот бокс. Кажавме дека се љубопитни, еве на вистина е така. Кој не пречека тука? Ова е Најтингел. Најтингел не е што е убав, Има она е 5 месеци. Ова е малечок ждребе или не е веќе ждребе? Дребе секако. До колку е ждребе? Од кога е До кој? 3 годинки. До 3 годинки Да. е ждребе. После Најтингел. 3 години се спрема за јавење. Ајде да го видам, каса, не каса, касаш ли ти, касаш, Најтингел, не касаш, леле, што си убав, што си мил, што си добар, што си мазен, колку е убав тој. И тоа е сега малку срамежли вака од камерата од нашите гледачи, да? Од најчесто бегаат коњива од камера да видиме, Најтингел, дојди вамо без злато, а? Ево го си се каснува сам себе, ги брка мувите, си ужива. Каде е неговата мајка? Мајка му ја спремаат моментално, Самир ќе ја јава. А ќе покажеме малку подоцна, значи неговата мајка се вика како? Фале. Ќе видиме за неколку моменти, а сега може да продолжиме понатаму. Видовме значи една кобила, едно ждребе. Одиме сега овде да го видиме кој е овој тука исто срамежлив. Леле, неверојатно, но сите денеска побегна од камерите. Кој е тука? Овде е младата кобила Нур. Таа сега почнува да се јава, значи почнавме од јуни. Ја јава Диме. Диме е супер јавач. И се грижи за неизе. Да покажеме, да видиме, леле и таа срамежлива, неверојатно, значи, ние веќе повеќе не се срамиме. Ајде, здраво, Нур, да се запознаеме, како си ти? Дали си добра? Леле, колку си убава, ти каква девојка си ти, кукла, таа убава. Извини да не те фативме за време на ручек до ручек вечера. Срце тоа убаво. Се плашат ли коњите од луѓе? Не, Дали ние треба да се плашиме од нив? никако. Не гризнуваат па некој? Доми коњи не. Секогаш се со луѓе, значи имаат контакт со луѓето, така да нема зашто се плашат луѓето од коњите. Некогаш Сепак така. ако е некој див коњ, мислам, или мало ждребе што не знае како уште да се однесува, точно. Треба да се внимава, а не да се плаче. Треба ли децата да се плашат? Можат ли коњите на некој начин да ги повредат? Не би му. Мислам, може само случајно, ако поминува дете покрај коњ, да го згазне или нешто, али да го удри, не. Да, што исто така не е значи страшно, сепак не станува збор за нешто многу страшно. Патеката по која тие движат не е тврда, туку станува збор за мек песок. Ева почитувани гледачи може да видите, да, тука сме ние веднаш покрај патеката и да видите каква е. Пред малку видовте дека се средува, се организира, се чисти, се сее со песок и коњите исклучиво само по оваква, значи мека патека движат. Кога се на тренинг, да, точно. Значи, мора да се внимава на нивните зглобови, на тетивите и сето тоа. Значи, да им е згодно кога они скокаат и препони, кога работат и дресура и све. А кога одиме на терен, секако има асфалтиран пат, одиме и по пат, нормално. По земјан, тревнат и така натаму. Но мора да се грижиме за нив пред се. Секако, значи, мора да внимаваме како се, шо се и каде се движат. Колку грижа има овде кај вас во клубот према коњите? Премногу. Значи, сите дечиња се заљубени во коњите, затоа што секој дете си има по еден или два коња кои што се грижи за нив. И еве може и сами да видите колку ни убаво изгледаат и колку се чисти и средени. И се мазат како мачиња, неверојатно дека се мазат како мачиња, почитувани гледачи, сите вие кои што во животот не сте почувствувале нешто вакво, можам да ви кажам дека чувството е значи неверојатно, значи буквално како мали мачиња, еве ги се мазат, се дружат и се чувствува таа љубов меѓу коњот и човекот се стари пријатели. Сепак низ минатото, низ вековите наназад многу му имаат помагано на човекот. Не имаат превезувано од едни места до други, ги имаме јавано, имаат пренесувано работи за нас. Прекрасни се, супер. Ајде сега Нур го напуштаме. Нур, да одиме понатаму, да видиме. Еве имаме уште една овдека прекрасна девојка, така? Така. Девојка која се вика? Нада. Нада, ние страмежлива. Здраво, Нада. Како си, Нада? Ќе кажеш ли нешто за Супер 2? Нада, колку си голема ти, Нада? Колку години има Нада? Нада има непуни 3 години. Значи, она ќе се почне да се јава од следниот јуни, значи следната година. Она е сестра на Нур и се разлика една годинка. Една годинка, Нада е малку вака повисочка, може да се примети, она е прекрасна, убава, неверојатно убаво влакно, неверојатна боја, значи црно со бело,
фантастична комбинација. Они обично побелуваат со тек на време. И ќе станат како првата кобила. Ќе станат како првата која видовме Апелина. Така. Вакви се додека се помали. Додека се помали и како растат, така обелуваат. А понатаму, значи приказната се менува. Сега тука да видиме, за крај имаме уште едно кукле, малечко, прекрасно, кое што се вика? Аслан. Аслан е мал, така? Така. Или јас грешам, не? 27 август напуни една годинка и го славевме родене со торта. Ај, со торта, браво. Аслане, како си ти, бе, злато, убаво, леле, маче, мало. До која возраст, каса, не каса, па ја се поддуплаше. Каснуваш се? Да, размазан си ти, каснуваш. Оп. Да, добро, малку ме подуплаши, ја вака се уште не прв ден сум овдека, со коњи не сум се дружил одамна. Да, Аслан бе, убав, убав. Аслан, касаш? Не касаш? Подкаснуваш. Еве, подкаснува, драги гледачи. Подкаснува, те фативме дека подкаснуваш. Тој убав. Значи, до која возраст не може да се јаваат коњите? Значи, кога станува збор за скокачки коњи, односно што скокаат препони, до 3 години не сме коњот да се зајавува, затоа што не е пожелно заради неговата половина, заради кичмата каде што стои седлото, може да се искриви, може да добие повреда и разни други работи. Значи, препонските коњи потребно е да се чуваат со години. Така. Затоа што они може да скокаат и да се надпреваруваат до своји 17, 18, може и 19 години. И мора да се чуваат. Прекрасно. Го видовме првиот дел, почитувани гледачи. Одиме сега во останатиот дел со боксовите да видиме кои све коњи не чекаат таму. Пред малку најавивме дека ќе дојдеме да ја видиме. Ова е Фалеп, мајката на Најтингл. Најтингл е, значи, прекрасната кобила Фалеп. Таа е подготвена за јавање и малку подоцна ќе ја видиме, значи. Точно, ќе ја видиме надвор во плацот каде што ние работиме. Ајде сега да ги видиме и останатите коњи кои што не чекаат во вториот дел од боксовите, почитани гледачи, по мене. Продолжуваме со нашата мисија. Еве, дојдовме до овој прекрасен конј, драги гледачи, кој што се вика Ролекс. Ролекс од која раса е? Ролекс е кановеранска раса. Кановеранска раса, колку е голем Ролекс? 9 години. 9 години, морам да кажам дека е прекрасен, неверојатно питом, неверојатно убав, неверојатно мазан. Ролекс, како си бе ти, дали си добар? О, што си убав, тој немој да се плашиш, Инаку, Ролекс, коњот кој во моментов го гледаме, е познат по неговата улога и исто така, тој е представен како споменик, поточно, по негов пример и по неговата градба, е направен коњот Букефал кој што се наоѓа во центарот на Скопје, така? На плоштадот, да, на Александар Македонски. Значи, Александар Македонски е представен како јава токму на овој коњ овдека, инаку пример за тоа е земен вашиот коњ Ролекс. Точно. Мора да кажем исто така за Ролекс дека е коњот кој што му припаѓа на тренерот во вашиот клуб. Тоа е Бобан Томевски, кој што во овој момент ќе умафнеме и ќе го поздравиме и се надеваме дека во следната емисија која што овдека ќе ја направиме, ќе имаме можност да го запознаеме. Денеска вие како заменик тренер сте на негова замена, така? Така, да. Затоа и се дружиме со вас. Сега одиме понатаму да видиме кој е тука, кој се наоѓа овдека. Значи, тука и џокеот кој што си се грижи за својот коњ. Да, он се сокри малце. И коњот и џокеот ни се сокри, но ние ќе го видиме. Тоа е Бесар, еден од подобрите јавачи во клубот. Браво за Бесар, мафнини, како си, дали си добар? Баш ми е драго. И Бесар, за кого е одговорен? Бесар е одговорен за заслуга. За заслуга. Ова е коњот кој што се вика заслуга, верувале или не, само ќе треба малку да ја добрам заслуга, како си, дали си добра? Леле, какво маче си ти си кукле, убаво, ти си прекрасна девојка, срцето убаво, многу е убава заслуга. Колку години Бесар има заслуга? Има 20 години. 20 години има заслуга. Она е, значи, еден од постарите коњи во вашиот клуб или имате уште постари? Кипарис, Каша Фараберот, што е
најстариот конј во клубот, он има 24 години. Значи во јануар Кипари справи 25. 25 ги прави во јануар. Која е просечна старост на коњите? Колку тие можат најдолго да живеат? Тоа све зависи како ги чуваме. Тоа зависи значи од она како се грижиме за нив. Кажав Кипарис има 25 години, значи може и 30 години кој да достигне, 28, 29, све зависи како се чува. Од прилика 30 година би било некаде максималната граница. Тоа е максималната граница, така. Ајде сега да одиме понатаму да видиме еве овој овде кој преска јас поминав и гризеше врата. Еве дека е гризната вратата, драги гледачи, да го видиме овој кој гризе врата и се викаш како злото? Не сака да каже како е неговото име? Неговото име е Семи, он е апалузер. Семи апалузер. Апалузер. Они се разликуваат, по што се разликуваат од една до друга раса? Па, По конституцијата, по градбата? Конституција, по градба, по висина, по наравот. По фризура, ако јас може да приметам овде, гледате каква фризура имаме, леле, фризура невидена имаме тука, о, срце убаво. Ќе го видиме ли Семи на патеката? Да, секако. А тука до Семи има еден опасен дечко. Да му кажеме здраво на Енес уште еднашка. Енес, како си, добар си? Добар. Ке го јаваме денеска Самер, така? Да. А ти со него се дружиш колку време веќе? Има една 5 години. 5 години сте вие другари, 5 години ти го јаваш него, а он ти е тебе најдобар другар. Секој ден ли се дружите? Да. Дали си ти секој ден тука во клуб? Да. Тоа ми беше многу битно и какво е чувството да се јава кој? Па добре. Добро или најубаво? Најубаво исто. Најубаво, браво. Ајде да видиме малку како вие ќе јавате денеска, па потоа ќе разговараме и овде како за крај имаме уште многу коњи. Ние колку и да останеме овде нема да имаме доволно време да ги покажеме сите, но од овој дел од боксовите, вториот дел од боксовите, еве тука ја гледам Марија, ако не се лажам, Марија Дзирни да ми кажеш здраво, како си Марија, добра си? Што прави со оваа четка, еве да ја покажеме четката. Колку го чистиш? Амур. Амур, ова е Амур, еве, а четката леле Амур колку те сака, види како се милува, се гушка со тебе. Покажи ни малку како го чистиш, може ли да дојдеш од оваа страна да видат гледачите, ете така, да видиме каква грижа ти му кружаш овдека на Амур, леле колку е среќен, колку е во моментот весел. Според сликата од Амур, според самиот конј, е направена статуата што е на Ѓорче Петров пред да испе планет, на влезот во Ѓорче. На влезот во Ѓорче, каде што го гледаме Ѓорче Петров качен на конј, пред малку поминавме таму, може да кажеме дека тоа е инспирацијата за конјот кој што е на споменикот На поставен. Ѓорче Петров, да. На Ѓорче Петров, значи тоа е пред Тоа е се Амур. граден по Амур. Браво, како дојавте до соработка со скулпторите? Го слика, го видоа, Го сликаа точно и според таа слика направиле скулптура. може да видиме сега скулптурата овде каква со оживеана, како движи, колку прекрасна работа. Браво, Амур, еве го колку е убав. Значи кажавме дека тоа е пастуф. Што значи пастуф? Пастуф е конј што може да оплодува. Значи може да даваш дрепчиња. Значи може да даваш дрепчиња. Си има ли тој негови дечиња тука? Си има секако, Аслан е негово детенце. Санела исто има керкичка од него, се вика Амбер. Ајде сега, почитувани гледачи, дојде време да ги видиме спортистите од клубот 3 Стар на еден од нивните тренинзи, да видиме што се случува и како поминува тренингот. Може? Може. Почнуваме, драги гледачи. Во моментот ја гледаме малата и прекрасна Ена, која што кажав на почетокот има само 4 години, се подготвува за јавање.
Еве, ова е алегрија, така. Флекица. Ова е флекица, има флекица. Флекица е пони, може да не кажеме дека станува за едно прекрасно пони со неверојатно убава фризура. И еве сега Ена оди да јава. Ена, дали се плашиш ти? Не, Не, едва и чекаш да почнеш да јаваш? да. Браво, бе злато, да си ни жива и здрава. Ајде убаво да ти помине тренингот, но сепак ти не јаваш сама, мора некој да ја води флекица, така. Секако така. Кој е задолжен за водење? Моментално ќе води Пати. Пати, ајде повели, ајде сега да видиме како тоа ќе се одвива. Инаку, значи имате само едно пони конче? Да, едно е. Едно пони конче, колку е прекрасно, колку убаво, колку е стара ова пони конче, флекица? Флекица мислам дека има 8 годинки. 8 годинки, леле, колку е убава кукла е таа. Браво. Ајде сега да ја видиме Ена како ја. Инаку, Наташа, сакам да те прашам колку во просек трае еден тренинг? Зависно што се работи, значи од пола саат до можда и 3 сата да трае ако се оди на терен. Ако шетаме некаде. Кој се може да дојде и да стане член овдека на вашиот клуб? Членови повеќето се спортистите на клубот, а ние даваме индивидуални часови. Значи, школа за јавање моментално нема. Има само индивидуални часови, значи за дечиња и возраст. Доколку сака некој еве и дете или возрастен, каде може да ве најде, на кој телефон може да се јави за да стапи во контакт со вас? Мојот телефонски број е 077-717-595. Јас се викам Наташа, нели? И секако може секој да се јави и да се договориме за термини, кој кога сака може да се јави.
Кога се убави денови ви доаѓаат ли посетители? Овде имате прекрасен парк, имате маси за седење и имате неверојатен поглед, коњите се тука, вие сте тука. Имате ли гости вака од страна? Имаме скоро секогаш. Кажавте дека работите и со дечињата со посебни потреби. Јас посебно ги почитувам, стојам на нивна страна, сакам да направат прогрес во животот и ја почитувам вашата заложба во тој поглед да им помагате на нив. Кажавме дека има едно конче со кое што изведувате часови кои што се наменети за тие дечиња. Како се викаше кончето? Алегрија. Тука е Алегрија, така? Да. Може ли да покажеме, да појдеме кај Алегрија, погледнете, ако почитувани гледачи, станува збор, значи ова веќе не е ни маче, не е ни конче, ова е едно прекрасно мекувче, да видите колку е убава, колку е мека, колку е добра, колку е најубава на светот, срцето убаво мало. Ова е, значи, едно од најмирните коњи во светот. Точно, затоа и со нејзе работам со такви дечиња. Како изгледа еден час кој што го правите со дечињата? Со посебни потреби. Да. Значи, прво се запознаваат дечињата обавезно. Има дечиња кои што се плашат, кои што немале никаков пристап до сега со коњите. Значи, прво се галат, се даваат чекерчиња, морковчиња, болчиња. Значи, може и еден час цел да биде во запознавање, и 2 и 3 не е битно. Се додека дечињата не го воспостават контактот, што е многу битен со коњот. После тоа може да јава. Повеќето одат ход, значи за нив е многу битно да им се развијат лигаментите околу рбетниот столб. Прекрасно. Јавањето коњи, значи тоа е... Тоа и се постигнува? Да. Тоа и се постигнува, прекрасно. Јас имам уште многу прашања. Ќе направиме кратка пауза, потоа се враќаме повторно овдека во разговор со Наташа, инструктор и човек кој што е одговорен за настава со дечињата со посебни потреби во клубот 3 Стар во Скопје. Пауза. Еве Ена, оваа прекрасна девојка, пред малку ја видовме како јаваше, сакам да ја прашам по јавањето. Ена, како си помина денес? Убаво. Дали уживаше ти цело време? Да, Колку е убаво да се јава конј? 100 пати. 100 пати сакаш да јаваш затоа што е премногу убаво да се јава конј. Браво, без злато, убаво срце, да си жива и здрава, да не радуваш, па еден ден да дојде денот кога ќе те пракаме по надпревари, па да освојуваш трофеј и името на нашата драга и сакана Македонија, да направиш сите надор да го слушнат. Договорено? Да, Срце убаво, браво, да си жива и здрава. Многу од дечињата кои што ја гледаат оваа емисија, верувам дека во моментите дека гледаат или веднаш по емисијата ќе кажат: мамо или тато, сакам да ми купите конј. Може ли да се купи конј? Колку кошта да се купи конј? Која е цената на еден конј кога е мал? Која е цената кога ќе биде малку повозрасен? А и која е цената на коњите во светски рамки? Може ли да ми одговорите нешто повеќе за тоа? Секако. Значи, конј секогаш може да се купи. Грижата после е голема за конјот. Ако е ждребе и може да биде цената негде од 2.500-3.000 евра и нагоре. Значи, има млади коњи кои што тек се почнати со работа. Тие може да коштаат од 5, 6, 7, 8, 10.000 евра, зависно каде се наоѓаат, што е педигрето нивно. Значи, има многу фактори од кои што зависи цената на коњот. А од светски рамки, значи, минимум може да се рачуна дека е 50, 100.000 евра, 200, 500.000. Значи, има огромни суми на... Нагоре, за еден конј. Така. Сепак не може лесно да се чува, ако да го купиме и па да го чуваме на тераса, оној кој што сака да купи конј мора да купи ранч. Па не мора да купи ранч. Ние имаме, например, во нашиот клуб боксови кои што се изнајмуваат и во кои што се има грижа за коњот. Може да си купите конј, да си го донесете овдека и ќе има кој да се грижи за коњот, а вие ќе се доаѓате и ќе си го јавате од време на време. Така. Прекрасно. Следно прашање. Сакам да те прашам, Наташа, како изгледа грижата за еден конј? Еве сега ги видовме, значи, коњите овдека на патеката, како се јаваат, видовме како изгледа еден тренинг, но дали со тоа престануваат нашите обврски или нашите грижи продолжуваат и на тоа? Не престануваат. Значи, како се спремал коњот пред тренингот, мора така да се доврши и до крај. Значи, коњот ако е испотен мора да се исуши, мора да се истушира, да се испере, копита да се намачкаат, седлото да се стави на место, ако е прљаво и седлото мора да се избрише, да се исчисти, коњот да биде како што треба и тогаш завршува. Значи завршува со нивното хранење, зоб и сено. Така, одиме во боксот и потоа добиваат што? Храна, значи зоб и сено. Зоб и сено. Јас знам дека коњите многу сакаат шекерчиња, им давате ли понекогаш шекерче? Им даваме, меѓутоа избегнуваме шекерчиња многу да даваме, значи 1-2 не е лошо во денот.
затоа што не се добри. Шекерчињата гојат како прво, значи подобро е морковче јаволче. Морковче, јаволче, секој некој што сака да го устреки коњот треба да биде подготвен со морковче, јаволче. Ке ги интересира нашите родители и дечињата. Едно интересно прашање, а тоа е по што конјичкиот спорт се разликува од другите спортови? Па се разликува прво по тоа што се работи за две особи и коњот би ја нарекла особа затоа што си имаат и они свој карактер како и луѓето. Ја можам тоа со сигурност да го кажам. Значи мора да биде спремен јавачот, мора да биде спремен и коњот. Значи си се грижат еден за друг едноставно. И различно е по тоа што мислам дека е единствена комуникацијата што е меѓу коњот и човекот, исто како што е со кучето и човекот. Значи, коњот можам да кажам дека е исто многу верен пријател на човекот. За оние кои никогаш не јавале, какво е чувството да се јава коњ? Прекрасно, не можам да објаснам. Тоа мора само да се качи некој, да проба и да каже самиот. Со овие Не е прекрасно. со овие зборови, јас би сакал да го завршиме делот во разговорот со тебе, а ти заблагодарам што не беше специјален гостин во оваа емисија и да се договориме онака како што напоменавме во текот додека снимавме, јас и ти настрана од камерите, дека ќе направиме уште едно дружење во кое што ќе ги поканиме и дечињата од Супер Звезда и други деца ширум Македонија кои што сакаат да јаваат коњ, да им овозможиме во една наредна емисија да дојдат, да се качат, да го помилуваат, да го погалат, да ги прошетаме еден круг. Ќе им го овозможиме ли тоа? Секако. Јас би сакала да дојдете, значи кога вие ќе посакате во текот на може и овој период зашто е доста добар, може и предпладне, може и на ручек, може и попладне, кога на вас ви одговара и да има многу дечи. Првиот слободен термин кога ќе можеме ќе го обезбедиме тоа. Јас ти благодарам што беше дел од Супер Звезда, ти благодарам што ни овозможи една невидена спектакуларна емисија и се надевам дека ова што денеска го покажавме ќе предизвика интерес како кај дечињата, така и кај нивните родители. И уште еднаш да кажеме на кој број можат да собратат сите оние кои што ќе бидат заинтересирани да станат спортисти во вашиот коњички клуб. Мојот број е 077 717 595. Ајде, ве чекаме, а со вас, почитувани гледачи, се гледаме за кратко. Правиме пауза. Почитувани дами и господа, јам посебна и специјална чест да ви го представам господинот Ахим Мор. Господин Ахим, guten Abend. Guten Abend. Значи, убаво кажам. Добро вечер. Wie heißt du? Wie heiße ich? Ja, so ist das richtig. Ich heiße Achim Mohr. Еве, кој разбра, кој не, ќе имате шанса да научите и да дознаете. Сепак станува збор за господинот Ахим, кој што ни доаѓа од Германија, многу години пред многу години. 18 години, дошол во Македонија да живее, преселен е овдека. Како успеавте да дојдете од Германија и токму да ја најдете Македонија? Тоа е голема историја. Тоа е накратко да кажеме, имам еден пријател германец што е тогаш пешо пракса една македонка и он стално рече тука може да се прави нешто, тука може да се прави нешто и така сум дојден. Кратко. Дали некогаш се покајавте што дојавте овде или уживате кај нас? Живот е тука е супер. Ја интересно мене ми е некогаш еден куп македонците стално ми праша, абе што ти правиш овде, што вие правите овде, сите од нас иди во Германија, вие дојдите тука. Сепак, сегде треба да работиш. Нигде и во Германија никој не ти части нешто, и тука не ти части некој нешто, мора да работиш. Тоа од сабајле до вечер, нормална работа. Вие германците сте познати за тоа што заедно со јапонците сте едни од највредните нации на светот. Ја мислам азиатската раса ќе постигне нас полека. Вежбаат сега тие вежбаат, па треба да не стигнат. Инаку сакам да ве представам за сите оние кои што не знаат, да кажам дека господинот Ахим Мор е собственик на клубот 3 Стар, кај што денеска ние дојдовме. Од кога вие имавте идеја да направите еден ваков клуб и кога успеавте да го направите овој клуб? Идејата е 30 години стар. Ја уште во Германија чувам коњите и кога дојдам во Македонија, дојдам со 4 коњите. Дали уживате во вашиот клуб во сето ова што го имате направено? Да кажам, вас прави една работа, ја уживам ради деца. А деца се све.
Без деца тука ништо не функционира, не сум ја најбитен фактор, не е еден од шталарите и битен фактор, не се тренери не се најбитен фактор. Атмосферата и све што иде тука се ради деца. Деца джавени се, јас морам да ви пружам рака за ова што го кажавте, потполно исто размислувам и јас и ова што и во моментов го правиме и целата оваа емисија име посветена на дечињата, за нивната иднина, за нивно добро. Јас морам да ви заблагодарам што донесовте еден ваков пример од светската култура овде кај нас, што успеавте. Не, тоа не сам тоа не беше прича од целата работа. Мене ми е заради деца. Ја денеска гледам работа, ја сам имам 2 деца тука. И не разликувам, за мене се сите исто. Која е одговорност другите деца имаат, тоа моите деца има. Мене ми е многу битно да деца не се доле на улица негде. Мене ми е битно тука се вазен, тука се ангажиран, тука се инволвиран, тука се потроши енергија, тука се радува, тука славиме заедно. Тоа се мене ми битни факторите, да они има нешто ступ и тоа е реално распораме има тоа е школа за живот. Одговорност према работа, одговорност према коњот. И тоа е утре има одговорност према фамилијата кога се расти, према деца пак одговорност. Према работата така. Тоа се питни факторите. Тоа е мене ми е целата прича за целата работа. Многу ми е драго што имав можност да го слушам ова ваше размислување кое ни го донесовте сепак заедно со вас исто така од Германија. Се надевам дека ќе се дружиме уште многу. Ала да дојдете пак. Јас ви посакувам многу успешна работа и морам да кажам ево уште еднаш пред гледачите. Цело време почитувани гледачите дека ние снимавме и разговаравме и шетавме и ги покажувавме значи спортистите во клубот, разговаравме со инструкторите. За цело време господин Ахим нешто работеше во позадина. Да ви кажам дека јас ретко гледам газди кои работат волку многу колку што работите вие. Ви благодарам што сте во Македонија, ви благодарам за се што имате направено, ви благодарам што бевте дел од Супер Звезда и посакувам да се видиме повторно. Слободно, кога сакате дојдете. Тука е слободно за вас отворот. Фала ви многу, а вие почитувани гледачи, поздрав од мене и од сите нас овдека кои денеска дојдовме и направивме една убава и прекрасна емисија која верувам дека не само ние, туку и вие ќе ја паметите за секогаш, а тоа е емисијата која денеска ја снимивме во Конјичкиот клуб 3 Стар во населбата Ѓорчево во Скопје. Чао, се гледаме повторно за 7 дена од сега, бидете живи, здрави, се најубаво, се гледаме. Чао.